Благодарам. Повторно морам да се повикам процедурално на членот 70 став 2 од Деловникот за работа на Собранието на Игор Република Јанушев. Македонија. Зато Игор. Повели Дефина. Затоа што Повели ставот 2 Дефина. од овој член вели дека предлагачот кога се работи за итна и неодложна потреба, повторно морам да потенцирам дека зборуваме за итна и неодложна потреба, а не за итна или скратена постапка кога се бара предлог на закон. Значи зборуваме за итна и неодложна потреба од предлагање на закон, која што во ставот 2 членот 70 вели дека на таков пратеник кога има итна потреба од предлагање на закон се повикува на овој член и според деловникот вие како председател треба да му овозможите 10-минутно образлагање. Кажав вчера дека имавме поднесено 10 закони кои што не се најдоа вчера на вашиот предлог на дневен ред. Јас навистина не знам како да направиме разлика кога некој пратеник кој што се пријавил вашето прашање дали има некој за измена и дополна на дневен ред, како некој пратеник на вас претходно да ви најави дека се пријавува за измена или се пријавува за дополна, кога сето тоа оди во едно прашање и прашавте дали некој пратеник има предлог за измена и дополна на дневен ред. Ви доставивме список од вкупно 37 пријавени пратеници кои што имаат предлози и барања и за измена и за дополна на дневен ред. Кога се работи за предлог за измена на дневниот ред, се повикуваат на членот 77 став 2 од Деловникот, според кој имаат 3 минути за образлагање, а кога се работи за предлог за дополна на дневен ред, тогаш се повикуваат на членот 70 став 2 од Деловникот. И не знам што е тука нејасно и зошто велите дека вчера ова сме го расчистиле, кога не го расчистивме. Истото се случи со колегата Бојан Стојановски, кога побора дополна на дневниот ред, заради тоа што имаше итна и неодложна потреба, имаше потреба од повикување на ставот 2 членот 70, бидејќи се работеше за законот за акцизи. Сега се работи за закон од областта на земјоделието, според кој, според наша проценка, потребата е итна и неодложна. И неа можеме да ја образложиме само ако се повикаме на ставот 2 член 70 од Деловникот, кој што вели дека таквиот пратеник има можност од 10 минути образлагање. Јас не знам, еве, кажете ми како да дефинираме или да разграничиме кој од листата на пратеници е пријавен за дополна, кој за измена. Не може сите да бидат со по 3 минути ако некој има предлог за дополна на дневен ред. А вашето прашање е дали некој пратеник има предлог за измена или дополна на дневен ред.